ние успешно успеавме да се евакуираме. Мислам дека е добро да има вакви вежби за ако се случи реално да бидеме спремни. Иако ние знаевме дека ова е само вежба, во мене и во моите соученици сепак имаше чувство од возбуда, трема и од љубопитност. Прво пожарот настана во кујната, каде што домаќинот е прв известен, исклучува електричната енергија, го известува директорот, повикува пожарна и го известува директорот на училиштето да даде аларм. Потоа, доколку има услови, може да пристапи на гасење на пожарот, доколку смета дека може да го изгаси. Директорот во тој момент дава узбуна, ја известува првата медицинска помош, и наставниците во тој момент имаат посебна задача. Значи, да не се ствара паника, да не се ствара гужва, затоа што при таква евакуација во таков хаос може да имаме последици, повредени деца, ученици, значи да не настане уште поголема штета. Наставниците одредено е според планот кои ученици од која училница први го напуштаат објектот. Нормално, само рамчиње на уста, со движење во правецот каде што е означена насоката. Потоа доаѓа прва медицинска помош и пожарна да го локализираат пожарот. Препорака е локалната самоуправа да даде што поголем придонес во развојот за заштита од пожари. Затоа што мислам дека инвестирање во превенцијата е многу поважна него било која друга инвестиција.